Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели. Денеска е среда, уште еден круг на радио Слободна Македонија. Јас сум Маријан Николовски, ваш денешен домаќин. Во кругот денеска ја ставаме политичката криза или можеби обидот за разрешница на политичката криза и чекорот кој што по серијата одстапки изминатава година и половина го направи владеачката коалиција со, условно кажано, еден потек кој што беше сосема поразличен од она што оваа година бевме навикнати да го гледаме, а тоа е чекор кој што имаше многу голем решителност во поглед на тоа да се стави, како што барем очекува владеачката коалиција, крај на политичката криза и да добиеме разрешница на она што значеше заложништво на Македонија или нефункционалност на политичкиот живот во Македонија изминатава година од појавувањето на првите така наречени бомби на опозицијата па досега, или пак малку подолго од обидот и од непризнавањето на изборните резултати во 2014 година на парламентарните избори од страна на опозицијската СДСМ па се досега. Значи, владеачката коалиција, мнозинството одлучи дека на 24 април сепак во Македонија ќе се случат изборите кои што беа договорени согласно Пражинскиот договор и гарантирани со печатот на меѓународната заедница, воедно и имплементирани во законска рамка во изборниот законник. Сето тоа беше во договор и подршка и гласање од страна на опозицијата последната недела пред најавената оставка на премиерот Никола Груевски на функцијата на премиер на владата согласно договорот од пржино 100 дена пред одржувањето на тие избори, да се формира нов привремен владин кабинет со идентичен состав, меѓутоа со нов привремен премиер кој ќе треба да ги спроведе изборите. Опозицијата реши да бара пролонгирање на тој изборен термин. Меѓутоа, неуспешниот диалог и преговори во петокот на Пржино резултираа со повлекување на чекор на страна на владеачкото мнозинство, кое што одлучи дека сепак договорот од Пржино ќе се почитува до крај. Изборите ќе се одржат на 24 април. Воедно е донесена и одложена одлука за распуштање на парламентот согласно законските прописи. Тоа ќе биде 60 дена пред 24 април. Опозицијата одлучи дека барем за сега нема да учествува на таквите избори. Ова е најавата за темата. Мој денешен гостин на оваа тема е универзитетскиот професор и политички аналитичар Тони Неуновски. Со него разговараме веднаш по кратката пауза. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Повторно назад во кругот, почитувани слушатели. Денеска е тема на дневниот ред на денешната емисија политичката криза и чекорот на владеачката структура за обид за решавање на оваа политичка криза. Мој денешен гостин е професорот Тони Неуновски, политички аналитичар. Тони, ретко кој можеше да предвиди ваква ситуација. Ти заговараше порано дека можеби ќе биде вакво решение. Меѓутоа, моето прашање е дали ова води кон решение на политичката криза или пак кон нова ескалација на политичката криза? Ова е единствено можно политичко решение на вештачки создадената криза од актуелното раководство на СДСМ, заради која што година дена речиси Република Македонија беше ставена во состојба на колективна траума и при тоа заборавајќи и сосема свесно маргинализирајќи ги стратешките приоритети и големите агенди кои што ние како држава и како народ, конечно, како нација, ги имаме пред себе. Веројатно тоа била и една од целите на сите оние кои што ја осмислија оваа многу лоша приказна со така наречените бомби, кои што се беа во основа, според мене, обид за државен удар. Класичен обид за државен удар. Со нелегални, незаконски прислушкувани приватни разговори, да се обидеш да смениш политичка структура која што има полн капацитет и во смисла на легалитет и во смисла, уште повеќе во смисла на политички легитимитет. Тоа е навистина
преседан во поновата историја на оваа планета, не само на Балканот или во Европа. Ова решение кое што се случи завчера е единственото можно, рационално и продуктивно за Македонија. И ова требаше да се случи според мене веќе првиот ден откако таа група таму во СДСМ почна со тие така наречени бомби, односно прислушкувани приватни телефонски разговори. Зошто се одложи, речи се година дена, ова решение, кога беше сосема очигледно дека државата и политичката власт, легалната и легитимната политичка власт во Република Македонија има потполно право, согласно уставот, законите, да ги неутрализира не само во политичка, туку и во правна смисла тие атаци врз структурата на нашата држава, со тоа што ќе ги постави пред правниот систем, пред правосудниот систем на Република Македонија од една страна, а од друга страна веднаш ќе распише предвремени парламентарни избори. Не ми е јасно. Веројатно тоа се должи на она што е основен принцип во современата политика, а тоа е принципот на компромис, преговарање, договарање, попуштање, соработка. Која е логиката после година дена? Година дена не е, меѓутоа некаде пред јуни месец, веќе повеќе од 6 месеци функционирање на политички договор за сите прашања, сега наеднаш да имаме пресвртница во оваа ситуација. Мислите дека тоа причината е лежи во решителноста на да се стави крај на ова или неможноста да се постигне веќе договор со СДСМ? Па се едно двете. Меѓутоа резултатот е тој. Затоа што иако Пржинскиот договор е според мене антиуставен и нема никаков политички легитимитет. Сеедно, кога веќе тој беше прифатен, беше подпишан, за жал на Република Македонија, затоа што тоа беше лош преседан. Ние не можеме нашиот устав и нашите закони да ги менуваме согласно политичките или било какви барања, како што конечно сетете се беше од 2001 и сега со Пржин. Да, меѓутоа основа на некакви барања од различни групации на луѓе, уште повеќе што тие немаше аргументи за некакво менување на устав. Тоа е прашање кое што е апсолвирано. Сега по тој договор ние треба да одиме на 24 Добро, сега добро. Според тој договор, зошто моето прашање е зошто не можеше да се постигне договор околу тоа да се, ако ги погледнеме на пример и ставовите на меѓународната заедница, таа изминативе 4 дена е конзистентна од сите страни, што условно кажува дека тие го поддржуваат спроведувањето на договорот и избори на 24-ти, меѓутоа велат дека мора да се обезбеди консензус за учество на опозицијата. Како да стигнеме до тој консензус сега? Мислите дека ќе се постигне консензус? Како консензус? Па за да ЕСДС учествува на изборите на 24-ти. Не, па тие сега денес мислам дека треба да одлучуваат во нивните партиски структури за конечната одлука дали ќе учествуваат на парламентарните избори или не. Значи, што и да биде, одлуката е на нив. Подобро би било за демократскиот систем и за помирувањето, како да кажам, длабинско во Република Македонија, тие да донесат одлука за учество на изборите. Несомнено. Дали ќе биде така, ќе видиме. Но, знаете што е проблемот? Зошто не можеше и нема практично, не постои никаква можност да се докрај да се реализира договорот од Пржино, затоа што едноставно барањата кои што СДСМ ги поставува внатре генералните рамки определени со точките во договорот од Пржино, тие ги злоупотребуваа, односно ги амплифицираа, ги прошируваа во максимална можна смисла. Значи, прочистување на изборен список и реформи во медиумската сфера се клучните сега, барем јавно, нивни аргументи зошто тие не сакаат да учествуваат на предвремени избори. Меѓутоа, ние имаме информации како течаа преговорите на работните групи и по едниот и по другиот голем проблем според СДСМ. Прочистување на избирачкиот список беше на дневен ред уште многу одамна на работните групи и имаше многу добри решенија таму. Како електронски отпечаток од прст. Меѓутоа не го прифатија тоа. Дали една или друга, па не го прифатија. Ете така. Меѓутоа кој е виновен за тоа? Тоа мора да помане, не се виновни зашто? Не бараме виновници, бараме логичко размислување. Дали тоа предлагаме, па после не прифаќаме, беше политички маневар за да може денеска да кажеме не учествуваме на изборите? Па можно и тоа, меѓутоа јас мислам дека веројатно во нивното раководство мислат дека треба да се создаде ситуација
во која што тие едноставно ќе бидат сами на изборните листи, дали ме разбирате? Затоа што само на тој начин може да победат тие. Па и на тие избори не сум сигурен дека може да победат. Да, значи нема со ова раководство на СДСМ, кое што се дрзна во Демократска република Македонија, преку државен удар, односно со јавно објавување на нелегални приватни телефонски разговори, тоа е скандал. Значи, тоа е такво снижување на политичкото во Република Македонија, невидено досега во овие 25 години и многу и порано се разбира. Значи, македонскиот народ не е веќе толку политички неискусен, да не зборувам за неговата мудрост и така натаму. Ние знаеме да ги препознаеме автентичните политички програми, критики, понуди и така натаму. Да тие имаа во себе во содржинска смисла, програмска смисла, идеолошка смисла, решенија кои што ќе беа, се разбира, со бекграунд кој што ќе даваше гаранција дека ќе биде тоа реализирано, ние ќе ги гласавме на избори или ќе ги гласаме sejedno. Меѓутоа такво нешто не се случи. Не само што не се случи, туку тие направија такво оддалечување од матрицата, идеолошката матрица на левицата. Направија криминализација на политиката. Направија валкани политички игри да бидат начин на кој што ќе се дојде на власт. Тоа е практично државен удар, односно октруирање на власта без добивање, стекнување, освојување, завземање, како сакате, на власта, без легитимитет на избори. Значи, такво нешто не смееме ние да дозволиме, како што и не дозволивме, за наша среќа, за среќа на државата. Ајде да прецизираме. Мислите ли дека одиме со оваа одлука кон решавање на политичката криза? Апсолутно да. Јас ви кажав, како ако ова е СДСМ не учествува на избори? Ама тоа е нивен проблем. Како да ви кажам? Па цела држава, сите институции, сите политички партии освен тие, направија се што е можно за да ги за да одговорат на нивните барања за реформи во одредени сектори, за кои што тие сметаат дека го оневозможуваат фер и демократски изборен процес. Тоа се разбира нема никаква врска со реалноста. Во Република Македонија одамна веќе не може да се крадат гласови на избори, да се полнат кутии и така натаму. Сега тој систем одамна е толку усовршен, со толку многу наблюдувачи партиски од државна администрација, неутрални се разбира. Значи систем на контрола, нели со управен суд и така натаму, ингеренции големи на државната изборна комисија. Во Република Македонија никогаш, особено во последните изборни циклуси, не можат и не се краделе, како што тие велат, гласови. Оние глупости што ги зборуваат некои нивни представници за така наречена системска корупција, е толку небулозно што е без, како да ја кажам, што да се каже на сето тоа. Значи функциите на државата се тие, да даваат субвенции, да обезбедуваат редовни плати, редовни пензии. Тоа не е системска корупција. Добро, но кога се однесува за вториот нивен најголем проблем, односно тие го поставуваат како голем проблем за евентуално нивно учество во на следните нели предвремени парламентарни избори. Медиумите. Ние сме во капитализам, ние сме либерална демократија. Значи не може државата, политичките партии да ставаат монопол, да определуваат приватни медиуми кои што си работат врз база на профит, интереси, бизнис и така натаму. Како е тоа можно? Како можете вие на приватно радио или на телевизија собственост на приватен субјект, вие да му наложувате толку и толку минути ќе има представник од опозиција, толку и толку минути ќе има представник од власт. Тоа никаде во светот го нема. И е апсолутно безсмислено. Но тие имаат право да бараат реформи во јавниот дифузен сервис. Владачката коалиција во РДПМ и останатите учесници од четворката политичка ДУИ и ДПА подпред да ги распишат или да донесат одлука за одење на избори, ги прифатија сите предлози на СДСМ во поглед на тие прашања. Сега, ако да речеме се прифатат на работните групи предлозите кои што СДСМ ги предлага за реформа, начинот на прочистување на избирачкиот список, го кажавме дека имаше идеја една, па не ја прифатија, меѓутоа сега без моментот не знам ни што нудат како начин на прочистување, дали вкрстена проверка меѓу МВР, здравство или не знам кој. Проверка од врата до врата. Или проверка од врата до врата. Јас мислам дека
влачката самите тие коалиција не бланко знаат, ги затоа што прифати. се многу конфузни и контрадиктивни. Прашањето ми е следно. Ако влачката коалиција ги прифати предлозите што они ги нудат како бланко решение за да се постигне согласност за консензус за нивно учество. Мислите ли дека ќе донесат сепак одлука да учествуваат на изборите или пак ќе се појават некакви други пречки? Не знам, меѓутоа јас верувам и сум речи сигурен во тоа дека тие ќе излезат на следните парламентарни избори. Значи првичното нивно еуфорично кажување на не во однос на учество на изборите на 24 април, мислам дека денеска ќе биде ревидирано. Ако се гледа тврдиот став на Заев година и половина досега, на ништо не попушта, се попушташе Груевски во поглед на... Па не, видете, меѓутоа ако не учествува на избори, тоа е конечно нивен проблем. Како да ви кажам, господин Маријан, не можеме ние сите луѓе во Македонија да страдаме заради некои ирационални политички однесувања на партиска структура, на актуелно раководство на СДСМ. На крајот Република Македонија е демократски систем. Ако сакате, ќе учествувате на избори, исполнувајќи ги законските устои. Во Република Македонија има 50 партии. Па на крајот на криштата неопходни се катарзи во политичкиот живот на Република Македонија, дури и во партиска смисла. Не може некој да има монопол на левицата врз база на нивниот историски бекграунд во последните 25 години и дури и 50 години наназад. Значи, луѓето во СДСМ треба да се преиспитаат самите себе си. Тие не смеат да продолжат да паѓаат во амбисот на непринципилна и антидржавна, антинационална политика, што е дефинитивно направено со овој проект бомби и со овие ментални вратоломии кои што секојдневно ги прават тие таму некои луѓе од СДСМ. И Република Македонија мора да се ослободи од тоа дека мора СДСМ да учествува на изборите. Зошто мора конечно? Значи, партискиот ама тоа најголемо, токму тоа се сакав да го кажам. Како тоа најголемо? Од каде знаеме ние сега дека е најголема? Според резултатите на анкетите, намерењата по учеството во изборите, сепак реално во Македонија нема ни приближно друг политички субјект на таа моќ која има како опозиција. Ама тоа се должи веројатно на нивниот, во најголема мерка, на нивниот партиски бекграунд, на нивната партиска историја. Тој рейтинг каков и да е, јас сум многу скептичен кон условно кажано високиот партиски рейтинг на СДСМ, затоа што мислам дека тие во изминативе година дена самите себе си се уништија како политичка партија. Тоа дефинитивно. Затоа што не постапуваа согласно приоритетите, не им беа државни и национални интереси, туку веројатно партиски опортунистички интереси да се освои власта без мандата од народот. Како е тоа можно? Во кој правец се движи СДСМ, ќе разговараме веднаш по кратката пауза. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Назад во кругот, почитувани слушатели, Тони Науловски, универзитетски професор и политички аналитичар, мој денешен гостин. Зборуваме за правецот во кој се движи политичката криза. Науловски, во кој правец ќе се движи сега СДСМ со оваа одлука? Перцепцијата, барем првична, која што може да се види во овие неколку дена е малку на поприлично лоша во поглед на нивната позиција и кај оние барем подржувачи кои што мислеа дека можеби СДСМ може да биде алтернатива и условно кажува измината година и половина наоѓа начини за нејзина поддршка во функционирањето. Меѓутоа, сегашната радикална одлука да се бараат избори, да се договараат избори, се да биде договорено и на вечерта кога премиерот ја поднесува оставката и треба да продолжи реализацијата на договорот, тие велат сега ние нема да одиме на избори. Таквата одлука наидува во јавноста на сериозна осуда на опозицијата. Вие велите дека можеби ова во една ваша колумна или анализа прочитав пред некој ден дека можеби правецот во кој ќе се движи СДСМ во најнегативниот конто кој што може да го добие. Велите дека во Македонија има узурпација од нивна страна на левицата и можно ли е да добиеме СДСМ пасок во Македонија или пак нешто слично такво сценарио кон, да речем условно кажано, тотален распад како политичка партија или пак можеби некој друг правец ќе се движи?
Па за распад не знам, меѓутоа дека тие треба да се изберат ново раководство, тоа е повеќе од јасно и повеќе од сигурно. Раководство кое што нема со валкани политички игри да се обидува да освојува власт на Република Македонија, раководство кое што честните и, како да кажам, паметните луѓе во СДСМ, оние кои што веруваат во нивната идеологија, во нивната платформа, каква и да е веќе, сеедно, треба да дојдат луѓе кои што ќе се вратат кон основните принципи на рационалноста, на разумноста во политиката и кои што националните и државните интереси ќе ги стават како свој програмски партиски приоритет. Тоа не беше случај. До сега немаше таква ситуација во СДС. Не беше тоа ситуација. Во изминативе година дена сигурно не. Па и претходно. Сега го анализираме ова, нели? Значи, тие се што направија непринципиелно, антидржавно, антинационално, антиуставно. Апсолутно. Апсолутно. И сега во оваа ситуација ти имаат како партија избор. Или да учествуваат на изборите, се разбира со реформи на оние места кои што ги потенцираат како се уште проблематични, иако тие не се според мене, меѓутоа постои уште долг, нели, временски период во кој што е можно да се направат известни реформи кои што, нели, тие ќе ги наметнат и кои што ќе се договорат со посредството на меѓународните леснувачи, или да не учествуваат на избори. Значи нема трето. Или ќе учествуваат, или не. Јас мислам дека тие ќе донесат одлука да учествуваат и тоа би било подобро за демократскиот систем и за државата Република Македонија. Затоа што тогаш во еден нормален предизборен изборен процес ќе се артикулираат програмите и народот на демократска атмосфера ќе го даде својот избор, резултатите ќе бидат валидни и тогаш ќе доживееме вистинска политичка катарза. Значи сите оваа година дена што помина беше, како да ја кажам, стрес во политика. Затоа што излезе надвор од нормалното, надвор од рационалното, надвор од логичното. Ова се што го правеа СДСМ главно беше тотална алогичност. А тоа не може долго да трае. И затоа се создаде таков анимозитет, притисок во јавноста, кај народот, против овие постапки, односно против ова раководство на СДСМ. И сега, ако излезат на избори, тоа ќе биде добро, резултатите ќе ги видиме. Ако не излезат на избори, конечно тоа ќе биде нивна одлука која што веројатно мора да предизвика внатре-партиски реформи и да се изберат ново раководство кое што тотално ќе го смени дискусот на нивното политичко делување. Трето нема. Но она што мора да остане како трајна поука за иднината на Република Македонија во иднина, за секоја политичка партија, не само за СДСМ. Ние не смееме да излеземе надвор од демократските принципи на политичко однесување, делување. Значи, не смееме да се фрлиме во темниот свет на валкана политика. А токму тоа се случи. Тоа беше многу лошо. Значи, се спушти на такво дното ние го допревме како држава, затоа што некои луѓе таму во раководството на СДСМ одлучиле да објавуваат наши приватни телефонски разговори. И при тоа, наместо ако веќе ги добиле, дали ги нарачале и така, на кој им ги дал, други прашања за тоа не се ни битни за нашиот разговор. Тие, ако беа вистинска политичка партија, со рационално раководство, снимките требаше истиот ден кога ги добиле да ги предадат најавено обвинител во суд. И ќе си тече постапката. Според сознанијата, односно индициите во таму некои си приватни разговори. Како што конечно е согласно уставот и позитивните законски прописи во Република Македонија. А тие година дена да малтретираат цела држава, цел народ, со тоа што пуштаат снимки како некој се зборува со жена, со девојка или со деца, тоа е страшно. Па вие можете да замислите во поширок контекст. Мислите дека тој им се Мислите дека условно кажано тој им се удри од глава, затоа и го нема тој очекуван позитивен раст на нивниот рейтинг кој што го очекува. Не може Маријан на тој начин да се добие да си има висок партиски рейтинг. Добро, тогаш мислите дека во СДСМ има лоши политички стратези, да се надеваме дека нема никогаш да се повтори понатаму. Меѓутоа, прашањето ми, мислите дека во СДСМ нема човек кој што можеше тоа да го предвиди дека негативно ќе се одрази на нивниот рейтинг? Не знам. Во СДСМ не знам. Во СДСМ знам и лично неколкумина луѓе кои што имаат интелектуален и секако капацитет да водат рационална политика, меѓутоа тие колку што гледам не се во раководството. Ова раководство е со своите постапки
е навистина нешто најлошото што можеше да му се случи на СДСМ, А беше а најавувано со како самото најдобро. тоа и на Република Македонија. А беше најавувана како најдобро. Не, видете. Значи, изјавите во континуитет што ги дава нивниот партиски лидер се толку смешни практично, не се ни трагични, трагикомедија се, што јас навистина не верувам дека, искрено ви кажам, не верувам дека некој ќе гласа за тој човек. Има како една, да ви кажам. има една интересна, Видете, само да подсетам, кратко, да направам мини реконструкција. Пазете се. Да ја виткаме, да го свиткаме ребетот пред Република Грција, пред уцената за промена на нашето име и идентитет. Ќе јаделе живи луѓе, односно ќе правеле жесток партиски реваншизам. Се ќе бркале од чистачка до директор. партизација. Второ. Трето, грешката на СДСМ не му личела патриотизам, односно грешка била локалната коалиција во Кичево и во Струга со ВМРО. Страшно. Децата наши кјучеле од албански од градинки, видете, од градинка. Видете, некој ќе гласа со ваков човек со овие изјави? Каква политика е таа? Каква политика е тоа човек кој што кажува дека на СДСМ не му личи патриотизам? Човек кој што кажува дека коалицијата локална, на локално ниво во Кичево и во Струга била грешка и ја прекинаа. Страшно. Страшно. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Повторно назад, почитувани слушатели, во финалето на денешниот круг, мој денешен гостин Тони Нуновски, универзитетски професор и политички аналитичар. Тони, има една интересна анализа на неколку опозицијски аналитичари, ја прочитав на неколку места, велат дека условно кажано признаваат дека СДСМ тешко може да функционира политички, да речеме, и да носи политички крупни одлуки, кога наспроти себе има политичка гарнитура која многу повеќе ја сваќа суштината на политиката и многу повеќе политички функционира наспроти нелогичните потези како што пренес коментиравме, менување на ставови на од едно прашање на друго прашање. Вториот момент кој што исто така е проблематичен сега можеби е функционирањето на она широка владина коалиција. Уште не знаеме, сасема нема донесена одлука дали министрите ќе останат во таа коалиција. И третиот елемент кој што така е интересен за анализа е моментот на влегувањето на СДСМ во владина коалиција и серијата на условно кажано скандалозни потези кои што народот, ако вие зборувате во јавност дека врши партизација на институција оно, влегувајќи во првото министерство, првиот чегор кој што го правите во таа функција. Да, мита, тука е веќе грешката кај ВМРО ДПМН. Значи, тие, како прво, не требаше да го потпишат договорот во пржина, не требаше да влезат воопшто во преговори врз основа на криминално незаконско објавување на приватни разговори. Меѓутоа бе, добро, можеби добра слика е да се види како СДСМ би практикува власт, барем во две министерства. Па во таа смисла сте во право, но како да ви кажам, тоа е многу опасно. Ова што се случи со овие двајца нивни министри и неколку заменици нели имаат во други министерства, тоа е ситуација која што јас се надам дека никогаш повеќе нема да се повтори, затоа што е многу опасна варија. Нема, добро е да се види како практикуваат. Не, добро тоа да се види дека нели направиле таму, смениле одма, донеле своји луѓе, незаконски разрешувања, унапредувања и така. Тоа оставете тоа, не зборувам за тоа. Лошо е затоа што замислете ситуација, особено еве за МВР. Замислете ситуација во која што после херојската битка на македонската полиција и полиција, во која што загина храбри македонци во битка со терористи. Следниот ден нивниот партиски лидер оди таму и покажува вака, не знам тоа што би значило, и се сликаше со веројатно некои јатаци, душници нивни на тие терористи. И сега замислете, таков човек има свој министер за внатрешни работи. С краја да се повтори сега некој сличен терористички напад како во Куманово. И замислете ситуација. Тој министер дава една наредба да не се действува, да речем.
А заменикот министер во случајот од ВМРО ДПМН дава наредба добро, не, да се действува. Чекайте, не, сериозна е работа. Ако имаме таква безбедносна криза, не давање навреда за действие, валјда е кривично дело. Се едно, ама за тоа ќе се процесуира. Точно добро го забележате. Сакав и тоа да го кажам. Тоа ќе се процесуира со месеци, тоа ќе има политички таков ризик да не речете два пати. Не рече, мене тоа многу ме загрижува и ден денеска, особено на почетокот кога се направи тоа незаконско именување на министри и на заменици министри со право на вето, нели, заврзан подпис, за тоа зборувам. Значи сега мора да има консензус помеѓу двајца министерот и заменикот министер, макар да не се почитува тој, како што знаеме. Ни тука и добро, ама сега зборуваме сепак да немојте да бидете наивни. Веројатно дека кај секој не бидете наивни. Постоела одредена доза на совест и свест дека ако е ставена безбедноста на државата. Ама сетете се таму тие раководството Шилегов и таму што зборува дека е наместена акцијата, дека терористите не биле терористи. Сетете се. Значи сте заборавиле дека тие до ден денеска тврдат дека сето тоа било некоја игра. Дори тука имаше една изјава на Заев во Словенија следеа да кажа дека да, ама овде зборуваше многу други работи. Таму кажа едно, овде кажуваше дека тоа е сомнително, дека тука има некој вмешано, не знам, вакви шпиуни државата, власта. Тие се сомневаа дека тоа беше, сетете се, Марија. Не, апсолутно дека тоа е политичка игра на власта за да се отргне вниманието, така наречените бомби. Тоа беше нивен официјален став. Се едно. Сериозна е работа. Знаете зошто? Сега веќе се надевам дека и нема ни време, конечно, на 24 април сето тоа ќе се прекине, ако не и порано, и ќе имаме влада која што ќе има политички капацитет и легитимитет. А не ваква влада во која што има луѓе кои што можат да донесат одлука согласно Пржинскиот договор, да донесат одлука која што ќе ја поништи одлуката на министерот или обратно на заменикот. Дали ме разбирате? Значи сега да не нападнат терористи од кале, не, бидете сериозни, ова сум размислувал многу. Не за друго, да не се повтори ваква ситуација. Сега веќе мислам дека нема реална опасност, иако имаше. Сега да не нападнат терористи, некој треба да даде наредба за дејство. Заменикот министер или министерот, во случајов, едноставно од некои причини, политички, опортунистички, било какви причини, негова одлука, суверено право, дискреционо право, не дава одлука за дејство. А заменикот министер дава одлука, заменикот министер вели дејствувајте, елиминирајте ги терористите, а министерот вели не дејствувајте. Што правиме тогаш? Тие меѓу себе додека се расправаат, додека се караат политички, цело Скопје ќе биде освоено. Вие сте размислувале дека постои таква опасност со ова антиуставно и антирационална одлука за врзан подпис на министер и на заменик министер? Па добро, како што рековте веќе до 24 април тоа ќе биде дефинирано. Меѓутоа прашањето мое беше дали таквото функционирање и действување на опозицијата, она што се случуваше, нели, први чекор на министрите во МВР и во Труд и социјала беше обезбедување на вработување на партиски структури. Да, и тоа многу жестока чистка се направи, имам информација, добивам, особено во МВР. Колку тоа им донесе позитивни поени, колку негативни на самото СДСМ. Не, па се разбира дека негативни, бидејќи видете, сега има информации, луѓето читаат, гледаат вести, радио и така натаму, сега не може да се скрие ништо битно барем. И сега вие кога гледате дека се прави веднаш партизација, за која што тие постојано ги обвинуваа овие од ВМРО ДПМН, а тие спроведуваат за кратко време уште жестока партизација, и тоа колку што може да се забележи со неквалитетни кадри. Што сакате вие повеќе? Вие на тој начин мислите да го убедите народот да гласа за вас на избори? Па дури ни на тој начин затоа што гледа како вие ја практикувате власта, односно ако дојдете целосно на власт, како вие ќе се однесувате? Токму така. Ќе бркаме од чистачка до директор. Страшно. Мислам дека оваа година дена со источок на 2001 година беше најтешка година за Република Македонија. Крајно време е да заврши сето ова. Мислите дека ова 2016 ќе биде подобра или потешка? Да, подобра ќе биде затоа што ќе има избори и тогаш ќе си има нова влада, ново собрание, ново мнозинство, нова влада, тоа ќе видиме, но дефинитивно ќе биде подобра. Значи, во кој правец ќе се движи Македонија по изборите? Ќе се врати кон демократските принципи,
ќе се врати кон своите големи стратешки приоритети, развој на економија, инфраструктура, подобрување на меѓународна позиција, смирување на политичкиот дискурс, развој на економијата, странски инвестиции и така натаму. Она што владата, всушност и политичките партии треба да го прават. Мислите дека... А не да објавуваат наши приватни разговори со... Мислите дека таа нова влада после 24 април, Добре. ако има, ќе успее да го истера еден стабилен 4 годишен мандат? И... Па се надевам дека И дали тоа ќе биде доволен простор за СДСМ да направи сериозна реформа во своето ова ќе функционирање? биде голема лекција за умните луѓе во СДСМ. Да го смена тоа партиско раководство кое што година дена ја држеше во колективна травма македонската држава и да си донесат луѓе, да се изберат луѓе кои што ќе имаат интелектуален и морален капацитет и кредибилитет да действуваат согласно нивната партиска програма и нивната идеолошка матрица. Тоа ќе се случи после 24-ти, откако ќе доживеат голем партиски пораз, затоа што едноставно тоа го заслужија. Со ова што го правеа година дена, да не зборуваме наназад, мислам дека нанесоа многу тежок и многу силен удар врз самата стабилност, врз самата структура на државата, затоа што ги деструираа основите на нашата државност. Уставот со Пржинскиот договор тотално го во многу елементи го релативизира, како да ја кажам, го релативизира. Потоа врз меѓународниот углед на Република Македонија, што е исто така многу лоша консеквенца од овие бомби што ги направија, што ги практикува, од оваа политика што го практикуваш, што ја практикуваат оние од актуелното раководство на СДСМ. Потоа направија многу голема деструкција врз она што се нарекува македонско помирување, се македонско единство, дури и за клучните национални и државни интереси. Значи, да ги оставим изјавите на тој Заев, тие со само тоа се обидува да го закриват македонецот против македонецот, што е стратегија на нашите крвници, на душмани, и низ историјата и ден денеска. Значи, тие сакаат ние да си спотепаме на улици. А имаше такви обиди. Овде имаше некој камп. Да. Имаше такви обиди. Значи, За среќа тоа, многу лоши работи ни се случија во изминатава година дена. Нека биде ова поука како за целиот македонски народ, нација, така и за луѓето во СДСМ да прекинат со ова, да одат на избори, демократски, легални, фер, да се изберат ново раководство и Република Македонија да конечно да се сврти кон решавање на своите битни економски и политички проблеми. Благодарам мој денешен гостин. Во круг беше Тони Неуновски, универзитетски професор и политички аналитичар. Темата беше каде се движи Македонија и политичките партии, разрешницата на кризата за со најавите дека на 24 април сепак ќе има избори. Почитувани слушатели, ова беше емисијата Круг на Радио Слободна Македонија. Јас сум Маријан Николовски, уредник и водител на емисијата. Денеска е 20 јануари 2016 година. Емисијата Круг е во продукција на Радио Слободна Македонија. Имајте пријатен ден. Круг со Маријан Николовски на Радио Слободна Македонија.